Задржувањето на крвта извесен временски период, неправилното центрифугирање, има фактори на температура и фактори на време на задржување. Значи, од кога ќе се земе, доколку таа не се пренесе до точката кај што треба да се обработи на одредено време, ги губите резултатите. Не добивате точни резултати за повеќето од електролитите, за калиум, за калциум, за фосфор. Потоа за овие што се хематолошките исследувања, значи тоа се дедимери, хемостазите, сето тоа има трудови кои што покажуваат дека ќе се поместат резултатите доколку времето на кое што стоела крвта, значи е меѓу 4 и 8 сати, доколку не е на 4 степени, исто има влијание на резултатите. Така да, заштедата сигурно нема да биде на здравјето на пациентите. Јапонците објавуваат дека доколку крвта која што се зима во 1 сат не се обработи како што треба, се добиваат погрешни резултати. Тие погрешни резултати, вие сега фрлате сетови можеби, одреден дел од сетови, но во иднината, ако не го организирате како што треба овој процес, ќе фрлате крв на пациентите. Потоа ќе треба да им објасните како сте им зеле крв, а не сте добиле резултати или сте добиле погрешни резултати. И би ви советувал да од велес во исто време на еден пациент му пратите крв во Битола и таа крв да пратите во лабораторијата во Скопје. Ви гарантирам дека на начинот на кој што е организирано и кој што го предвиде министерот Филипче, дека ќе добиете два различни резултати за истата таа крв. И трето, значи беше најавено на пресконференцијата дека ќе бидат само итните лаборатории, односно анализи за хирургија. Значи хирургијата е важна, но има итни резултати кои што треба да се добијат и во кардиологија, и кај што треба да знаете дали стен треба да се стави, на неврологија, дали треба да се даде соодветна терапија, да се прави компјутер или не, на нефрологија, дали треба да се прави диализа или не, на пулмологија, така да хирургијата е кралица, но сепак има и други гранки кои што исто така се важни и никако не смеат да се подцена. Така да лабораториите и вредностите се многу важни. Уште еден труд кој што е објавен 2017 во Clinical Biochemistry. Вика дека доколку крвта, значи, се задржи помеѓу 4, 8, 20 и 30 степени на различно од која температура, на 4, 6 и 8 или 24 сати, тоа е она доколку кацни комбет, доколку не се чува соодветно, добивате резултати кои што ќе бидат погрешни за бикарбонатот, за електролити, калциум, фосфор, лактат дехидрогеназа, калиум, кој што е многу важен дали ќе имаме срцеви аритми или не, кардиолозите да знаат што да прават, нефролозите да знаат дали да диализираат. Така да не е тоа така едноставно, дошла биохемиската лабораторија, ќе конкурира на тендерот, ќе го добие тендерот, кој што меѓу другото и неделив. Тој што го зборевте предходниот што функционирал, бил делив. Сега станува збор за неделив тендер, што високо сугерира дека е испланирано кој ќе го добие. Дали вие како директор ќе гарантирате за квалитетот на анализите, затоа што од цел град, од Велес, ќе се праќаат во Битола? Одман сакав тоа ми... Гарантирате ли за квалитетот? Значи, не можам јас да гарантирам за квалитетот. Дали ќе се подкраднат грешки, дали може да има пропусти? Значи, ќе имаме унифицирани резултати на ниво на Република Македонија. Тоа што, кога ќе дојде велешанец ке колегата, нема да му рече колегата, не ви верувам на велешката лабораторија, направи овде во биохемиска лабораторија, тие ќе бидат стандардизирани, унифицирани тестови и со унифицирани цени. Дали има оправдување, колку и да се потребни биохемиските анализи, 1/4 од целокупното работење на велешката болница да паѓа на биохемиски тестови. Зошто е тоа така? Затоа што знаете дека таму има сетови за одреден број на пациенти. Може би Велес нема толку пациенти за испитување на тироидни хормони, на бакар и на останати поретки работи, и тие тестови кои се направат, ако не се собере доволна група на луѓе, треба да бидат фрлени. И ако се заштеди од друга страна, ќе ги бркаме пациентите. Значи Македонија нема капацитети такви големи добри лаборатории кои што ќе можат да менаџираат на пример 200.000, 300.000 пациенти во една лабораторија. Замислите во Полошки регион кај што живеат над 300.000 жители, ќе има само една референтна, една заедничка лабораторија и тоа ќе биде Тетовската. Замислете сега, ако одите во лабораторија во Тетово, ќе видите таму дека има страшен дефицит на луѓе кои што работат и не можат да менаџираат само со клиничката болница во Тетово. А замислете сега кога 9 општини околу Тетово или во Скопје ќе мора цел град да покриваат, повеќето пациенти ќе побегаат и одат на приватно. Ќе нема персонал во лабораториите. И организацијата на самите лаборатории ќе биде тешко, меѓутоа и праќањето на крв и обработката и враќањето на резултатите ќе настане тотален хаос.
Еве, ја од сега предвидувам, моето предвидување е дека за околу 6 месеци Министерството ќе се откаже од това, оти нема да функционира.